Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Ирачкиот премиер денес ќе се сретне со американскиот председател во Белата куќа. Со ова ги започнуваме вестите, а потоа ќе ви кажеме и што го одбележа викендов. Тема на разговорот меѓу Барак Обама и Нури Ал-Малики е иднината на Ирак. Средбата доаѓа во време кога американските сили се на пат да го комплетираат повлекувањето од Ирак на крајот на месецот. Од Белата куќа велат дека двајцата лидери ќе разговараат за напорите да се започне ново поглавје во нивното стратешко партнерство во овој критичен момент на повлекувањето. Околу 7.000 американски трупи останати се во Ирак на повеќе од 8 години по инвазијата на земјата за соборување на тогашниот диктатор Садам Хусейн. А сега за она што се случи викендов. Американскиот председател синоќа на емисијата 60 минути на CBS телевизијата образложи зошто треба да биде избран за председател уште еден мандат. Тој се спореди себе си со капетан на брод во немирни води. Кажа дека не очекува американците да бидат задоволни со состојбата на американската економија. Тој рече дека смета на гласачите да му дадат кредит за пренасочување на она што изгледаше како втора голема депресија, спасувајќи ја автоиндустријата и намалувајќи ги трошоците за здравствена заштита. Тој рече дека се обидува да ја обнови Америка, што ја гради средната класа и бара богатите американци да платат малку повеќе, отфрлајќи ја критиката на републиканците дека неговата политика се сведува на класна борба. А републиканските председателски кандидати во саботата одржаа уште една дебата во Де Моин, Ајова, што е особено значајна локација бидејќи ова е сојузната држава каде за неполн месец ќе се одржи првиот настан за номинирање на кандидатот што треба да му се спротистави на председателот Обама за функцијата. Њут Гингрич, поранешен спикер на представничкиот дом, неодамна изби на врвот на листата меѓу републиканците во трката. Главниот соперник на Гингрич, поранешниот гувернер на Масачусетс, Мит Ромни, го опиша Гингрич како вашингтонски инсайдер, кој нема историја зад себе, што би го правила уверлив дека е во состојба да ја поправи слабата економија на САД. Гингрич се опиша себе си како политичар со јасни резултати, што упатуваат на тоа дека може да ја заврши работата. Тој исто така го повтори коментарот од порано неделата, кога рече дека палестинците се измислени луѓе. Месецов се одбележува 20-та годишнина од колапсот на Советскиот сојуз. Во првиот од двата прилози посветени на оваа тема, нашиот колега Андре Денеснара зборува за внатрешните реформи што ги воведе Михаил Горбачев, последниот советски лидер кој придонесоа за распадот на Советскиот сојуз. Михаил Горбачов се појави како лидер на Советскиот сојуз на почетокот на 1985. На 54 години беше најмладиот член на Политбирото. Наредните 6 години спроведе серија внатрешни реформи што радикално ја променија земјата. Ова е поранешниот амбасадор на САД во Москва Томас Пикеринг. Анализираше каде оди Русија. Се обиде како конјаник да појде напред, но јаваше на слон што се обидуваше да го фрли од седлото. Реформите на Горбачов допреа до сите сегменти на општеството. Беа дигнати рестрикциите врз печатот, ослободени политичките затвореници и дисиденти. Поранешниот советник за национална безбедност Брет Скокрофт коментира. Не беше демократ, но сакаше системот да стане поефикасен и да ја намали неговата принудност и репресивност. Па сепак, Горбачов не успеа да ја реформира комунистичката партија. Таа, заедно со армиското раководство и КГБ, организираа државен удар против него во август 1991. Но ударот заврши неуспешно. Советскиот сојуз се распадна 4 месеци подоцна. Тоа пак го овозможи подемот на Борис Јелцин, крвниот политички непријател на Горбачов. Поголемиот дел стручњаци се согласни дека Горбачов ослободи сили што на крајот не можеше да ги контролира, силите кои доведоа до распадот на Советскиот сојуз на 25 декември 1991, кога тој поднесе оставка на функцијата председател.
Во еден од најтешките спортски надпревари, што бара огромна издржливост, наградата е само трофеј, но тоа значи повеќе од пари за учесниците на океанската трка на Волво, маратонско едрење што започна на крајот на октомври, а ќе заврши во јули следната година. Погледнете што се инволвира овој настан. Голем предизвик, возбудлива и опасна и трае долго време. 11-та поред океанска трка на Волво ја сочинува елитна група морепловци на нивните јадрилици вредни милиони долари на патешествие од 39.000 наутички милји околу светот и со температури кои варираат од минус 15 до плюс 40 степени. 6 јадрилици имаат 11 члени меѓународни екипажи и ги представуваат Обединетите Арапски Емирати, Кина, Франција, Шпанија, Нов Зеланд и САД. На шпанската јадрилица Телефоника има тројца носители на златен медал на Олимписките игри. Еден од нив е Икер Мартинес. Неговата екипа победи во првата етапа од Аликанте, Шпанија до Кейптаун, Јужна Африка. Срекни сме, ова е нешто посебно. Се обидовме претходно, но не успеавме. Секој пат научивме по нешто ново. Трката бара издржливост и концентрација. Колку е опасна искуси Мајк Паментер од Јужна Африка, кој го повреди лицето кога немирните води на отворениот океан го фрлија од јадрилицата. Идни станици се Обединетите Арапски Емирати, Кина, Нов Зеланд, Бразил, САД, Португалија и Франција, а трката ќе заврши во Галвеј, Ирска на почетокот на јули. А за утре ви најавуваме ексклузивно интервју со професор Шон Марфи од Универзитетот Џорџ Вашингтон, кој меѓу другите ја застапуваше македонската страна во Меѓународниот суд на правдата во Хаг во случајот против Грција, што доби епилог деновиве. Утре во Ньюсфлеш. Марфи вели дека Меѓународниот суд на правдата, кој најде дека Грција ја прекршила спогодбата, е идеално место за рамноправно презентирање на аргументи. Тоа беше последната информација за оваа емисија. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка, а јас сум Лилица Китановска. Се надеваме дека ќе ни се придружите овде и утре. Поздрав од Вашингтон, а се што слушнавте овде и многу повеќе ќе најдете на нашата веб страница glaснaamerika.com. До гледање.